Музиката е уметност која кружи низ постојањето на секое битие. Преку капките на дождот, преку топлината на утринските зраци, преку шуморењето на рисијата, преку подредувањето на нотите. Еден джентелмен се совпаѓа со говорот на музиката, но големиот джентелмен постојано ја истражува формата на музичката хармонија. Денеска во оваа емисија имаме чест да разговараме со еден музичар кој е познат во светот. Композитор, диригент, продуцент, аранжер, постојано иновативен, сценски волшебник, накратко кажано светско, а наше, а со еден збор Джијан Еми. Во вашето портфолио имате многу реализирани проекти. Не секој има способноста, како вие што ја имате, да создава фузија од различни музички стилови. Импровизирате музички теми, создавате музика. Тоа на некој начин допира до битието на слушателите. Од каде и како ја црпете мотивацијата за вашите дела? Ви благодарам на сите овие сериозни епитети кои што ми ги дадовте. Инспирацијата или мотивот или јас би го рекол тоа е порив кој што некако така си доаѓа само од себе. Или можеби јас сум само некој медиум, некој спроводник на некоја енергија која што некаде постои, така да па некако низ мене се акумулира. И можеби јас па само добивам можност да го изберам контекстот, во кој контекст ќе ја реализирам таа енергија. Уметниците ние самите избираме во кој контекст ќе го кажеме тоа што имаме да го кажеме. Во мојот случај тоа е јазикот на кој што се изразува музиката и можам да кажам дека ми е драго бидејќи очигледно што вие сте ме поканиле да бидам дел од оваа емисија. Заслужувате во секој случај. Да, ви благодарам. Некако се чувствувам почестен и среќен бидејќи некако тоа е што го работам изминативе години допира до обичниот слушател, не само до некој одреден круг на музичари или луѓе љубители на уметноста, туку баш и обичниот граѓанин, што е голем императив за мене. Дали создавањето музика, импровизирањето на музичките теми, промената на формата, нивната структура, создавање на некои нови хармонии, ве натера да ја земете диригентската палка, за да на вистински начин ја пренесете вибрацијата која вие ја чувствувате до слушателите? На некој начин да, тоа е едно од објаснувањата зошто одлучив да се занимавам со диригирање, кое што мислам сите имаме некаков пат во животот, ни се случуваат работи на овој или на оној начин, или како викаат, чудни се патишта да Господови. Еве на кратко ќе направам една ретроспектива, значи јас почнав да свирам хармоника на 6 години. Па на 10 години имав прв настап на патронатот во школа. Јас свирев Послушајте патриоти. Тоа ми беше прва песна што ја свирев на хармоника и на 6 години го добив првиот синтесајзер. Тогаш почнав да свирам и гитара и за една година, две веќе почнав да се занимавам и професионално со музика, да свирам по кафани, свадби и такви убави веселби. Па се запишав во музичка школа, кај што дојдов во допир со сериозна музика, да речеме класична музика. Таму се запознав со другари, кои што ден денес ми се секако другари и соработници, и почнавме да свириме многу и рок-н-рол и во да речеме по досната младост и малку џез. И така, а паралелно си теча и кафаните, и свадбите, и рок-н-рол, и џез, и класика, и почнав во филхармонија да свирам многу млад хорна. Така да претпоставам дека сите тие работи кога се мешаат во главата и кога има многу наплив на информации, кога човек кога ќе дојде до позиција кога треба да каже нешто свое, најверојатно мора да каже нешто друго или нешто ново за разлика од она
што го слушал, па може би, сега јас сам си правам психоанализа, може би од сите овие многу информации кои што сум ги имал од различни полиња во музиката, некако ми помогнале да можам, да речеме за секоја ситуација, да можам сам да изберам јазик или спој на повеќе јазици или спој на повеќе материјали, па да можам некако да пуштам некое разбирање во музичка форма. Вие зрачите со музика и на некој начин тоа зрачење се впива во нашите срца. И како да не ставате во некоја временска машина која не отфрла во некои други фреквенции на љубовта на постоењето. Имате една одлика на джентлмените, а таа е дека премногу давате од себе, а не очекувате ништо. Како добро го склопивте. Не знам дали премногу давам од себе, не знам дали имам очекувања од другите, некако едноставно кажано се трудам тоа што го правам или таа цел која што ја имам зададено или која што имам добиено, таа задача да ја завршам или задача. Тоа е оригиналната природа на джијање. Да, некако да се трудам секогаш да го направам најдобро што можам во условите во кои што сум, во средината во која што сум, како да ги испровоцирам другите позитивно за некако да ги мотивират. Па да, мислам позитивна провокација е, така го викам, мотив за како и тие да се мотивираат некако да се доближиме некако со енергетските нивоа и со желбата да ни помине животот убаво. Да. Некако така и мене мислам дека главна инспирација или мотив, и тоа нели на некој начин одговор на прво прашање, што е мотивот и инспирацијата што ме води, ако низ ова што го правам, ако успевам на некаков начин да ги направам луѓето да бидат среќни или да почнат да размислуваат за убави работи или пак ако и тоа успеам бар за момент оваа планета да ја направам поубаво место за живење, тоа е најголемата мотивација и инспирација која што може да има еден уметник. Тоа сигурно успеват, има многу докази во светот. Фала, драго ми, ако е така. Секоја пригода во која што можеме да се најдеме, бара одреден тип на однесување или има некои правила кои што треба да ги почитуваме. Почитувањето на уметникот, поради кој сме дојдени на концерт, не вклучува само гаснење на мобилните телефони, туку низа на правила. Иако не постои официјален кодекс на облекување, голем дел од нашата публика го третира концертот на филхармонијата како посебна вечерна пригода, па затоа изборот на гардероба честопати е елегантен. Без разлика дали сте голем љубител на класичната или на џез музиката, или спаѓате кај оние што се дојдени за да бидат видени, секогаш облечете се пригодно за настанот. Значи за мажите секогаш се препорачува костум, а за дамите едноставен фустан, секако без претерување. Сепак одите на концерта, не на бал. Формална гардероба се препорачува за свечени концерти и специјални настани. Според правилата се препорачува да пристигнете барем 10 минути пред почетокот на концертот. На тој начин ќе имате доволно време да го заземете своето место, да ја прочитате програмата на концертот и да се опуштите и да уживате во него. Вообичаено е да се аплаудира со цел да се поздрави оркестарот во моментот кога диригентот влегува на сцената и ги подигнува музичарите. Исто така, појавувањето на солистите на сцената секогаш е поздравено со аплауз. На крајот на чинот, интензитетот на аплаузот честопати е поврзан со задоволството од изведбата. Затоа не штедете ги дланките. Друго строго правило се однесува на употребата на камери и видеокамери кои мора да бидат акредитирани. На јавноста е строго забрането снимање и фотографирање. Културата на однесување на било кое јавно место е дел и од домашното воспитување.
Истата се гради од најмали нозе, па потоа низ едукативниот систем, медиумите и културните институции. На некој начин, джентлменот се обликува во текот на животот. Вашиот татко ве воведе во светот на музиката во раните детски години, а со тоа на некој начин и во светот на джентлменството. Кој одлики ги има вашиот татко како джентлмен, а оставија трага кај вас? На некој начин, или би рекол дека тоа е некој тип на дефиниција, односно што е тоа джентлмен, на јазикот на кој што јас би можел да го разберам тоа, или не знам, ако ме праша некој што е дефиниција джентлмен, би рекол дека тоа е чесен човек. Или човек кој што се раководи по некои високи морални норми и високи етички норми. Така да, татко ми на некој начин, предпоставам дека успеал да ги постави тие здрави темели на тоа што се вика домашно воспитување. Кај мене нормално и на сите членови на семејството. Има одиграна нормално сериозна улога во моето растење како личност и поставувањето, односно оние карактерни црти кои што можат во одреден период од животот на едно дете некако да се стабилизираат. Така да, од она јас како се сеќавам баш кога сум бил дете, бидејќи татко ми исто е пејач и композитор, и он имал голема среќа да првата плоча што ја снимил во неговото творештво да биде златна плоча во Југославија. За тие што не знаат, таа е песната Чаша ломим, руке ми крва, да. И мислам, барем јас така го доживувам, не дека ми е татко, дека таа слава никогаш не му удри во глава, слава во глава. И некако цел живот некако си е стабилен, си е на две нозе си стои човекот и Вистински джентлмен. баш на некој начин неговото однесување и неговата нормалност или реалност некако ми беше и мене репер да бар ја да се потрудам да продолжам во тој правец на, нели, да бидам ја джентлмен на некој начин, или бар да се носам со тие некои морални и етички стандарди на, да кажам, нормално, какво и што е да значи тоа, нормално однесување. Прошетавте многу дестинации во светот. Балканот, Европа, бевте и во Англија. Англискиот джентлмен има некаков посебен шмек. На некој начин се издвојува. Можете ли да направите разлика од македонските джентлмени за разлика од англиските? Постои ли некоја разлика во Секако дека постои, значи, нели, фразата джентлмен или да речеме профилот джентлмен е излезен од Англија. И навистина во Лондон, кога и да отидам, или во Англија генерално, начинот на однесување и начинот на комуникација е навистина поразличен од секаде во целиот свет. Квалитетно лицемерие, би рекол. Да. Квалитетно лицемерие кое што, значи, ќе ви кажам конкретно, имавме сериозен проблем за концертот кој што го имавме во Royal Festival Hall. Имаше сериозни проблеми околу техниката. Меѓутоа, они беа толку учтеви цело време, да речеме, мене и на Ангел, кој што беше тон мајстер, Ангел Ќосев беше тон мајстер на концертот. Значи, до сам концерт имавме сериозни проблеми околу техниката и не беше се како што планиравме и како што сакавме да биде и покрај тоа што е Лондон. Меѓутоа, толку беа луѓето фини и учтиви, ние пропагиравме проблем. И они вика, не се секирате, се ќе биде во ред, на еден супер високо ниво. И за мене тоа е не окей, бидејќи нормално ако има проблеми, ако има паника, тоа мора да се реши. Нормално, не треба да влеземе во паника. Они беа многу учтиви, на крај не ќе да се фалам, односно го фалам Ангел Ќосев, кој што успеа да ги лоцира сите проблеми ги реши, така да им покаже едно друго ниво на балканско джентлменство, значи не ги испокара, него само им ги реши проблемите. Така да Англија е позната по на највисоко, би рекол, кралско лицемерие. Може ли джентлменството да се изрази преку музика?
може и бев сведок на таква ситуација, каде што ствари имав прилика да научам нешто за джез културата и начинот на како уствари музичарите меѓу себе комуницираат. Уште кога работевме во Дом на армија, имавме еден концерт со Душко Гојковиќ, кој што има работено со сите светски познати джез музичари. Солисти покрај Душко Гојковиќ беа Мартин Ѓаконовски Шпато на контрабас, еден тапанар, колега на другарите мои на Кирил Кузманов, кој што има студирано во Грац, и на пијано беше пијанист кој што е професор по пијано на академијата, джез академијата во Грац. И на пауза го слушнав човеков, значи свиреше на клавир како сериозен виртуоз. Додека за време на концертот, во ниеден момент тој некако не ја покажа таа негова виртуозност или не се наметна како виртуоз, напротив, му даде огромен простор на трубачот, на солистот, носителот на концертот, да целиот фокус на публиката да остане на самиот композитор, на самиот носител, односно во случајот Душко Гојковиќ. И на некој начин баш е тоа одговор на ова прашање, дека во музиката постои простор каде што можат музичарите меѓу себе да бидат джентлмени, односно да си помогнат едни на други. Да, и джентлмените знаат да уживаат во музиката и ја разбираат. Вашите дела ќе останат во музичката ризница на човештвото. Со златни букви, Џијан Емин. Фала многу. Постои ли навика кај вас да ги преслушувате собствените дела? Посебно композицијата Звукот на Охридското езеро. Јас си ги слушам композициите, нели, од кога ќе се заврши целиот процес, од почетокот, кога ќе почне да се создава композицијата, па при процесот на снимање се преслушува многу пати, и кога ќе се заврши, нели, оној финален микс, па и кога ќе се појави на носач на звук, нели, како носач на медиум. И после година-две ми се случува пак да преслушам, да видам како било тоа од некоја, да кажам, уметничка дистанца. Така да некогаш пријатно се изненадувам, некогаш непријатно. Секогаш е различно, а конкретно ова за Гласот на езерото, тоа беше многу интересен проект, интересен процес на работа, каде што на почетокот зборувавме, требаше да направиме некоја музика која што ќе биде 5-6 минути, која што на некој начин ќе асоцира на убавините на Охридското езеро, со цел да подигнеме свеста за на екологијата, бидејќи Охрид е загрозен вид. УНЕСКО запрети со прст дека може да го, како се вика, да го извади од листата на УНЕСКО, и на некој начин со еден другар од агенцијата Публицис дојдовме до идеја, практично од негова страна беше инициирана идејата, меѓутоа некако заедно ја разбивме и стигнавме до позиција дека сакаме да направиме проект кој што ќе биде интерактивен за публиката, односно за слушателите, да направиме апликација на која што музиката ќе се менува во зависност од кој период од текот на денот слушателот се вклучува на апликацијата, и музиката да се менува врз основа на параметар каква е температурата на водата, на воздухот, дали има бранови, дали има ветер, музика, музика, ноќна музика, денска музика, колку влијанието на луѓето во летниот период во Охрид влијаат на квалитетот на животот на езерото, и колку бродови, чамци, скутери прават проблеми. И некако сите тие параметри
некако беа ставени во еден софтвер кој што на одредена промена на одредени сензори ќе ја менува музиката која што јас ја направив некаква основа. На почеток тргнавме со 5 минути, на крај излезе дека направив многу сати музика. Така влегов 2 недели во една интимна лична изолација и некако така излезе многу интересен проект. И баш лани имаше еден период кога бев во Охрид, а и летово уствари ми текна сега баш во Охрид, бидејќи тоа ни беше местото за одење, нели, на одмор. Имав прилика да ја слушам и да го гледам езерото и мислам не е лош, ми се свиѓа. Сега јас или не знам некои други диригенти од денешна перспектива сигурно можат да изведат истата музика малце подобро, малце полошо, со подобар оркестар, полош оркестар, подобро снимена, полоша снимена и нели сите тие фактори кои што влијаат за да биде подобро или полошо делото изведено или ставено на носач на звук. Тоа е во ред, меѓутоа мене лично повеќе ова ме инспирира, односно ме мотивира и го имам правено неколку пати, нормално во... Како испаѓа? Интересно е. Многу интересно бидејќи е неповторливо е. Едно што е неповторливо. Едно се свири, да, тоа е уникатност. И е некако за мене баш животот е посилен во тој момент додека се случува тоа. Така да тој моментот нема враќање, нема реприза, баш како и во животот, нема реприза. И баш ќе се повикаме на познатиот диригент Серджио Челибидаки, кој што беше прашан еднаш од една новинарка, зошто вие не сакате да ги снимате концертите или зошто не снимате носачи на звук на нели CD плоча. Неговиот одговор беше дека се уште не постои таква технологија. И ова беше да речем, не знам, пред 15 години можеби. Се уште не постои таква технологија која што може да го сними целокупниот звук во вистинскиот спектар кој што слушателот го доживува во реал тајм во публиката или во непосредна близина. Значи не постои се уште. Можеби она супер аудио CD имаше некаква надеж дека ќе постигне некаков, како се вика, квалитет. Да, еве да речеме на оние што се аудиофили дека можеби ќе им доближи малку поблиску ќе ми ја доближи звучната слика од она како е во реалта, меѓутоа се уште невозможно. Не постои технологија која што може аликвотите да ги фати се уште, бидејќи тоа е, да речеме, кога ќе се отсвири овој тон, сите овие има една наука, нели кажува, и октава, па квинта, па септима, и сите тие звуци, односно аликвотниот низ, на носач на звук се намалува таа резонанца секогаш. Замислите ако има 100 луѓе оркестар или па да има уште 100 луѓе хор, так. И сето тоа заедно во некоја катедрала и кај што звони, кај што, да. Врвна. И некако тоа е едниот параметар, другиот параметар се уште не постои начин како енергијата и емоциите и состојбата која што се постигнува на еден концерт, музичарите реагираат на тоа како публиката реагира и обратно. Публиката реагира на тоа како музичарите свират и некако тоа е взаемен процес на проток на, да кажем, енергија и тоа мислам не постои. Да. Како кој може тоа да го сними и да ти го даде дома на CD да се доживее дома, од домашно невозможно. Има и други параметри кои што, да речеме, човекот ги има кажано и јас што сум ги размислувал и концерт, односно живиот настап е се уште незаменет. Да. Дали Џијан Емин е самокритичен? Како не? Сум самокритичен многу. Како што и кажав, си ги преслушувам делата и од кога ќе бидат снимени и завршени. Знам да седнам дома да ги преслушам и знам да се изненадам пријатно, а знам и многу непријатно да се изненадам. Тоа е процес кој што не застанува и еден умет никако не се преиспитува сам себе си, мислам дека он си ставил точка во неговото творештво и поднатаму нема потреба веќе ништо да прави ако смета дека супер е тоа што го направил за секогаш. Маестро Џијан Емин, ви посакувам успешна кариера,
Ви посакувам уште многу успешни ноти и како и досега да ни ширите позитивни вибрации. Ви благодарам многу на поканата да бидам дел од оваа емисија и фала многу на муабетот, супер ми беше. На овогодинешниот избор на најуспешните мажи во Македонија за 2020 година, кој се одржа овој викенд на 28 ноември и имавте можност да го гледате на македонската радиотелевизија, беа наградени 13 мажи во 13 различни категории. Еден од добитниците беше и нашиот денешен гостин, виртуозот Џијан Емин, која понесе наградата за маж со најголем придонес во културата за 2020 година. Човек кој остави огромен белег на македонската уметничка сцена. Ајде да ја слушнеме неговата изјава по повод неговата награда. Сакам да изразам огромна благодарност до магазинот Джентелмен, кој што ме удостои со оваа награда како маж на годината со посебен придонес во областа на културата. Област каде што и самиот сметам дека делувам или се трудам да делувам колку што можам повеќе или на поквалитетен начин. И драго ми е што на некој начин ете тоа допира до обичниот слушател, па ете и Джентелмен магазинот ме удостои со оваа награда. Овој изминат период е навистина тежок, кој што се уште трае, затоа викам навистина е тежок. Се надевам дека од наредната сезона малку ќе имаме повеќе простор да можеме да продолжиме да го правиме она што го сакаме, да правиме музика, да правиме концерти, да снимаме албуми, така да очекувајте во наредниот период многу музика и многу убави настани. Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, 'cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to... Хедонист за 2019 година избран од официјалниот избор за мажи кај нас. Габриел, што значи хедонизам? Хедонизмот често пати се толкува и е поврзан со луксузот. Меѓутоа не мора тоа да значи дека е така. Зошто? Затоа што сите луѓе што знаат да уживаат во животот се хедонисти. Дали уживаат во скапи работи или во некои скромни работи, а знаат да уживаат во нив, сепак се хедонисти. Вие можете да бидете хедонист, например, наутро да станете во 5, во 6, кога изгрева сонцето, да го гледате сонцето како изгрева, да си пиете едно убаво кафе и да уживате некои си 15-20 минути, пола час. Дали може да кажеме дека хедонисти се оние кои уживаат да даваат? Па знаете како, има луѓе, например, што повеќе се радуваат, да речеме, кога ќе даат некој подарок, отколку кога примаат подарок. Бидејќи некои луѓе ја ценат онаа среќа на некој кога ќе му подариш нешто и кога ќе видиш дека тоа навистина му се допаѓа и тој се радува за тоа, значи тоа на некој начин ја пуни душата. И тоа е нормално некој хедонизам. Познавам, значи, многу луѓе кои можат да си дозволат да живеат многу по-хедонистички, меѓутоа научени се така да светот го гледаат од една материјална страна и гледаат да заштедат, гледаат да улагаат во некои работи, а забораваат дека прошечниот човечки живот е краток. Тоа е како еден животот човечки е буквално како еден роман. Значи, колку и како ќе го испишете, тоа зависи од вас. Колекција на часовници, колекција на шешири. Уживате во пурите и на крајот од сето тоа екскурзии со кабриолети. Сега, кај екскурзиите со кабриолети, тоа е навистина нешто интересно. Од секогаш, значи, сум сакал кабриолети. Дали тоа ви е хоби? Па, на некој начин, во последниве, ајде да не речам 6-7 години, ми стана хоби, заедно со мојата сопруга.
значи често пати практикуваме кои имаме слободно време да возиме низ Македонија со кабриолет. Со тоа што сега имаме два кабриолети и пред некои си 4-5 години направив исто група за љубители на кабриолети, се вика Барчета клуб Македонија. Веќе некои пријатели мои исто така имаат кабриолети. Имаме направено до сега повеќе тури низ Македонија, дружби на љубители на кабриолети, а исто така имаме направено две екскурзии. Едната е од Скопје до Бар и до Трст, каде што посетивме 12 каде што за 12 дена посетивме 26 градови. Значи секој ден спиевме во различен град, целото Јадранско приморје го возевме и едноставно уживавме, буквално уживавме. Што представува за вас джентлменството? Кога некој човек е господин, не значи дека е и джентлмен. Јас сум направил разлика меѓу тие работи. Значи, вие можете да бидете одгледан во некоја фамилија, каде што ќе ве одгледаат господски, каде што, например, 3 гувернанти ќе бидат со вас, ќе ве научат како правилно да јадете, како правилно да пиете, како правилно да се облекувате. Но сепак, за да се биде джентлмен, треба да имате нешто и во генот. Значи, мислам дека джентлмен може да биде човек кој сепак има ген за тоа. Значи, ген. Еден човек кој колку сака нека биде господин, кога ќе се најде под притисок, кога ќе нема кој што да му каже како да постапи, во тој момент се гледа дали тој човек е само господин или е и джентлмен. Например, гледав еден маратон. Пред кратко време гледав еден маратон кој беше сигурно 30-40 километарски маратон. Сега на крајот, во последната кривина, на некои си 20-30 метра пред целта, тој што требаше да победи, значи, од премор не ја фати кривината добро, како што треба, и се наби во една ограда. И човекот сега надпреварувачот, нели, додека да стане, второпласираниот веќе го помина. Го поминува. И доаѓа до самиот цел и не го поминува целта. Не ја поминува целта. Значи, доаѓа, застанува. Сите се чудат што се случува. Во тоа време, тој што, значи, требаше да победи, веќе станува, сваќа дека ја има изгубено трката за малку, но гледа дека неговиот ривал фактички го чека на целта, а не ја поминува целта. Доаѓа до целта, тој му покажува вака, ривалот му покажува вака со рака дека тој заслужува да ја помине целта и ја поминува целта. Тоа е джентлменство. Треба да има срце. Знаете што, джентлменството си има предходништво од витештвото. Од витештвото, уште од средниот век. Значи, витези, зошто сега, например, има многу има во денешно време многу организации каде што ги величаат витезите. Витези на ова, витези на вино, витези. Пред се витештвото е заснивано на една работа каде што треба да се биде племенит човек пред се, за да се биде витез. А потоа е настанато джентлменството. Витезите, например, кои ќе го поразеле ривалот, иако можеле да му го одземат животот, значи тие му го подарувале животот. Тоа е витештво. Ми беше чест да разговарам со истинскиот хедонист и джентлмен Габриел Стивен. Ви благодарам. Джентлменот не се обидува да се докаже. Него ќе го препознаете.